Најдени траги што зад себе ги оставиле арамиите што ги украдоа трансформаторите од инфраструктурата на македонски железници и направија штета тешка 5 милиони евра. Веднаш по кражбата во електровлечната подстаница Драчево на 26 јули, полицијата е почнала истрагата, а откриените траги се дадени на вештачење. Во врска со тешката кражба на трансформатори во инфраструктура македонски железници, Оделението за криминалистички работи аеродроми Драчево при СВР Скопје презема низа дејствија за расчистување на кривичното дело и утврдување на други околности поврзани со истото, при што извршен е увид на лице место и подигнати се траги кои се издадени на натамошно вештачење. При кражбата сторителите насилно превртеле два големи електроенергетски трансформатори, секој тежок повеќе од 30 тони. Од нив било испуштено истурено трансформаторско масло, а бакарните намотки и останатите вредни компоненти биле отстранети и украдени. Од подстаницата биле одземени бакарни жици, бакарни шини и прачки, како и речиси сите уреди и елементи неопходни за нејзино функционирање. Сето ова да се направи за една ноќ е невозможно доколку не биле инволвирани високостручни луѓе. Вакви сомнежи има вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој алудира на тоа дека со толку висок напон на електрична енергија не може да управува човек кој нема такви познавања. Се работи за филмски грабеж буквално. Тоа е нешто што може да го направат само високостручни луѓе со висок напон на електрична енергија. Не може обичен човек да се справи. Јас сум убеден, но секако не ја водам јас истрагата, ја води Министерството за внатрешни работи. Јас сум убеден дека без луѓе од ЕВН и без внатрешни луѓе од железницава не може да се направи. И веројатно тоа истрагата ќе го потврди, но оставам на Министерството за внатрешни работи да ги процесуира оние кои што го направиле. Со кражбата, како што соопшти Министерството за транспорт, предизвикано е целосно уништување на значаен дел од електроенергетската опрема на железничката инфраструктура и од објектот е нефункционален. Сепак, ова не го попречи функционирањето на железничкиот патнички и товарен сообраќај, а според вице-премиерот надлежните имаат и бекап решение за градскиот воз. Во меѓувреме е донесена одлука за набавка на 2 нови трансформатори.